На денешен ден, 5 јули, 1811 година, Венецуела стана прва јужноамериканска држава, која прогласи независност од шпанските колонијални власти. Беше шпанска колонија од 1498 година. Таа е најбогата земја во Латинска Америка, со најголем национален доход по жител. Денеска се празнува национален празник на Венецуела. 1833 година умре францускиот химичар Жозеф Нисефор Ниепс, пионер на фотографијата, усовршувајќи ја фотографијата од 1813 до 1820 година. Прв во светот успеа да фиксира слика добиена во темна комора со помош на посребрени бакарни плочки, прекриени со осетлив слој на асфалтен лак. 1857 година родена е Клара Цеткин, познат политички работник на германското и на меѓународното социјалистичко движење, писателка и публицистка. Умре во Архангелское, кај Москва, на 20 јуни 1933 година. 1879 година роден е американскиот тенисер и политичар Двајт Дејвис, кој во 1900 година го основа тенискиот надпревар на нации Дејвис Куп. Беше министер за војна од 1925 до 1929 година. 1880 година роден е чешкиот виолинист и композитор Јан Кубелик, кој почна да настапува на 8 годишна возраст, стекнувајќи се со углед на еден од најголемите виолински виртуози на своето време. Негови дела се Американска симфонија во Амол, 6 концерти за виолина и оркестар, симфониски варијации за виолина и камерен оркестар, кратки композиции за виолина и клавир. 1954 година во Мемфис, САД, Елвис Присли ја сними песната "Say Вред Мамо". Овој датум се смета за почеток на рок-н-рол музиката. 1998 година во Прилеп умре Борка Талески, член на првата група професори што почнаа да работат во гимназијата во Прилеп во 1945 година. Предаваше латински јазик, руски јазик, филозофија. Ценет беше меѓу колегите, меѓу учениците и често ја употребуваше реченицата "Славата на ученикот е слава на учителот". Прилепчани го нарекуваа граѓанин на Прилеп, роден е во селото Вранче, Прилепско, на 15 март 1915 година.